Новоизбраниот состав на Советот на општина Чешиново Облешево денеска не успеа да ја одржи до крај конститутивната седница на која, покрај верификација на мандатите, требаше да се избере претседавач на Советот, како и нови комисии во функција на истиот. Советниците од СДСМ ја напуштија седницата откако советничката група на ВМРО ДПМН, засилено со советникот од независната листа, настојуваше денеска по секоја цена да се избере претседател. За овој епилог од конститутивната седница градоначалникот Горанчо Крстев изјави: Поради немање услови настана кавга меѓу советничките групи и најстариот член што ја водеше седницата остави една седмица простор да се координираат и наредната седмица да се продолжи седницата. Представникот на мнозинството на советничката група, предводена од ВМРО ДПМН Тина Петрова, со диаметрално спротивен став околу прекинот, односно текот на седницата. Јас како председател на стариот состав на Советот на општина Чешиново Облешево ја отворив конститутивната седница, но согласно деловникот за работа на Советот и статутот на општината, со водење на седницата продолжи најстариот член на Советот, господинот Игор Нисов. Се формираше верификационата комисија, која ги потврди и верифицираше мандатите на сите 11 советници. Кандидационата комисија всушност беше составена од координаторите на советничките групи. По предлог на СДСМ беше предложен господинот Игор Нисов, од коалицијата на ВМРО ДПМН беше предложен господинот Васе Анакиев. 5 членови од СДСМ по меѓусебна изрежирана караница ја напуштија седницата со изговор дека немало атмосфера за работа. Но останатите 6 советници продолжија со работа, но администрацијата по налог на градоначалникот беше изземена од работата на Советот. Останува во наредниот период да се види каков епилог ќе има првата седница на новиот состав на Советот на општина Чешиново Облешево. Дали и како истиот ќе функционира и дали градоначалникот Крстев ќе мора да работи со совет во кој одлуките ги донесува мнозинството од противничкиот блок.